Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Еве на нас, онаму каде што се нашите земјоделци, по-конкретно овде се наоѓаме во близина на Пекчево, кон патот за Делчево, каде што се врши сеидбата, веќе е завршена, како што кажува домаќинот наш фармер кој што одгледува млечни крави, овес. Тој го користи за сенажа, не прави си лажа, значи има посебен принцип и вели дека е одлична култура за зголемување на млекодајноста кај кравите. Проблеми секако дека постојат и во овој дел, исплата на субвенции има, нема, но тие се ослонуваат повеќе на тоа што ќе го произведат како млеко и го продаваат. Цената е 30 денари за литар млеко. Мислат да се прошируваат, да прават нова фарма и многу е важно што неговиот син сака да продолжи со работа. Секако во денешнава емисија подготвивме прилози и од другите области, како што е повторно за овчарството, за пласманот на јагнето, за лозарството докаде се движи и оној дел од интервјуто со директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството, каде што конкретно ќе зборуваме за Националната програма за рурален развој и за ИПАРТ програмата. Многу прилози кои што верувам ќе го задржат вниманието, она што е актуелно секогаш наоѓа место во емисијата Аграр. Останете со нас. И додека во останатите региони има само подготовка за реализација на пролетната сеидба, овде во Пекчевско таа е веќе завршена, со култура која има голема улога во исхраната на млечните крави. Всушност, овесот е рана пролетна култура, исто како јачменот и пченицата, и треба да биде посејана во првата половина на март. Овесот има големи предности. Нодиме се на местност Света Петка или поточно Мртвако го века тој дел и се занимаваме со сточарство. Моментално сееме овес за сенажа, пошто ливадите веќе не раѓаат, сено климата се смени начисто и не може да се собере доволно кабаста храна. А концентрираната храна купуваме, не е проблем за концентрирана храна, бидејќи кај нас и условите не одговара за јачмен и малечки родове се. 2 години сејаваме нешто, јас пробувах да сејав, сино рече, това веќе да не си го повторил. Оти после исплати да го купиме, очо да посееме. И затоа сме се приморани да правиме сенажа од стрни жита. Површината што гледате, што валираме, оти валираме ја за косење. После се коси со ротациона косачка, ради камење што има, да не смета на косењето. Втората површина што е подготвена е за грашак, сточен грашак пролетен, со потпора исто од овес. А третата парцела е лани посејаваме со луцерка, ама климата ни е стемари. Во мај месец искара над 20 санти има педа. До најден студен ветер, мај беше ладен многу и ја изгоре. И затоа се одлучиме веćinom на стрни жита. И нешто сено што собереме, а подобра храна од овесот низ години го сееме. По мене поквалитетни од луцерката. Повеќе млеко дава кравите кога ги храниме со овес. Значи коси се, шом искласи на зелено и суши се, избалира се и бате млеко колко искаш. Половин го преработуваме, половин почнаваме да даваме и на млекарите. Оти имаме вишека, не може да го преработиме, немаме услови. Млекото ни го откупува по 30 денара. Моментално 12 крави. Има нешто јуници, две женските линија, машките решиме да ги чуваме, џабе не ги взимаат трговците.
маленки, и немаше да правим с млекото и затова порно да ги доиме нив, пак стане година и пол и продаваме машките, а женските за приплод. Стадото си е нашо, уматичено, црвен Холштайн и црно-бел Холштайн. Сега имаме и една сименталка и се покажа много добра. Фармата е отворена, 13 декара има заградено и летно време, после Благовец, кога се сгрее времето, пущаме ги на въздух. Иначе се щалски. Фармата не е добра, ама комшиите од завис и ненаклеветени дојдеа од животна средина од инспектората за животна средина и мораме да правиме елаборат, што некој шта 500 евра. Само елаборат. А на никој не сметаме, надвор од градското подрачје, 500 метра од далече. Наоколу жив човек нема. Ама од пуста завис македонска. Дојде инспектор, вика, че ве казна, не може да не казнуваш, че платиме. Оти плашаваме, казна, гад заградиме. Местото, ние са под концесија, таму фармата шо е, тоа не е под концесија заедно со тоа. И овчере таму кај некомшине на клеветија, зашто го градиме, дојде инспекторо земјоделски, 300 евра бате, казна, зашто си заградил тргни оградата, а дигам кравите дека чидат вече. Че дизелат на комшијата градината. И това ти е. Ние сме упорни, не се плашим од ништо. Детето е решило да работи, јас колку толку, на 64 години, бате, по цял ден ръмбам, не е проблем, не е страшно. Проектот што е за новата фарма, на стариот постоечка таму имаше од бившата задруга. Од тука имаше објект краварник се викаше. И за 40 крави, мозни и со преработка на млекото. Дел проектот е во изработка. Директно таму ќе се произведува. Па и од се два објекта таму, вториот објект планира да прави ресторант за здрава храна. И кој иска од Скопје да дојде здраво нешто да и седи, че дојде таму. Агротуризам. Не селски туризам, него агротуризам. Може да дојде таму и да поработи, може да дојде да мазе кравите, може да дојде телињата да ги рани. Може мачките да си гали, не е проблем. И да си касне. Добро сирење, природно, здраво, само од млеко, без хемија, без ништо. Иначе Силјо е незавршен технолог. За 3 испита таму, и не хте да ни да го доврши, вика не му треба. Знае да прави сирење, знае да прави кашкавал. Јас знам и моцарела да направам, знам и жежено сирење да направам, немам време сега. И сме задоволени, сино е задоволен, јас още позадоволен. Он не че никаде доди, ниче Скопје, ниче странство. Иска си тука да си е слободен. И добре. Има живот, кој иска да работи, нема проблем. Това тука се една фирмата, сино се одлучи направи си фирма. Профарма Андоновски дојава Пехчево. И кравите и земјата под закуп што е, се на фирмата, детето си работи, плаче си преводници и не го интересира ништо друго. Пред 3 години напуштих пред пензионер. Сад сам пензионер. 5 месеца сам пензионер, ама пред тоа 2 години напуштих. Оштината е, много не читам, не ме интересира ни телевизија, ни закони, ни програми, сино си гони тоа. И ме кажа, ти има некои измени. Нешто слушам и на радио. За 3 крави, од 1 на 3 крави, од 30 овци, 30 кози, 30 пчелни семејства. И па бате, ако иска некој да работи, не може с 2 крави, с 1 крава да живее и да чека на субвенциите за да прекара месец. Ако работиш, работиш. Ако не работиш, ладно, седни си, иди си, чекай од државата социјалка и завршена приказката.
Комплетна механизација имаме за това што се занимаваме со косачки, собирачки, балирачки, това ние се купено со собствени средства. Немаме од никаде ништо помош. Тоа е нов трактор, нов. Релативно нов е. Кредит си носи подигнава од банката, купи си го и сега планираш еден да земе поголем за орање, тоа е малечок ние. Тука е 7 хектара. Взимаме субвенции за сеанините. Што ни зелена нафта ни дава по хектараже. Отиваме и ливади, исто под државно 6 хектара. За там дава, ама не е проблем субвенцијата. Проблем е земја, още ни треба, на нас ни треба. Детето иска да работи, а нямаме доволно земја. Значи за 20 крави, моментално од просек имаме околу 20 крави. Хектар по крава, значи 20 хектара треба да имаме. Собствено земјиште немаме ни 1 декар. Това што имаше, това беа парцели со братучеди, со така и това горе по ривишето. Дека не може да влегне механизација. И затоа ја баталиме, не ни работиме. И така нешто приватно, дека има поголема 5 хектара, од 5 декара надоле не работиме. И во овој чист крај има голем потенцијал за производство на храна. Нивите, за жал, се оставени запустени. Таа през асфалто дојде едни Скопјање, конкурира, беше пуштена на јавен оглас со лицитација преку интернет. Ја земаа Божим за лешници. Ние го земаваме това, они го земаа това и денеска многу убави лешници има од таа страна. Од другата страна регионалниот пат е овоштарник. Тоа е овоштарник од 2011 година. Значи 14 години. А като што може да се види со камерата, кога е 5 годишен. Ама субвенции се зима, не е проблем, набере се некоја сливичка, плати се доат од Скопје трговците, земат ми, добре. Има субвенции, има. Работа нема, ама субвенции има. На доаѓањето видехте измеѓу Смемерово и Чифлик, село Чифлик. Најплодното земјиште од Малешевијата го наредија панели. Имаше под концесија еден човек од село Ровово, веќе 2 години почина, Бог да го прости, и сточар првокласен. Черка му наследи сточарството, само овците ги трнасе, млечно говедарство, имаше и систем крава-теле. Ама се откажаа од систем крава-теле, нема доволно работна рака. Не може да постигнат и се одлучија само така. Това земјиште е само откажено. Најавите до кои дојдееме и за тамока до тие панели че има ушедни панели и овоштарници. Може би и намерно се оставаат така, за да нивната вредност се намали или некој стручен вештак да ги прогласи за неплодни или од 2-3 класа и да ги смести во 5. И така никнуваат се повеќе фотоволтаични централи. Тука Пекчево тие панели се на приватна земјиште. А Смемеро, таму што вика најплодната земја во Малешевијата, почнаа да прават панели. Исто како Штип, Свети Николе. Во Пекчевско, а и во цела Малешевија и Пијанечко, по примерот од другите региони, актуелно е поставувањето на сончеви панели на плодна земја. А има ридови, фарми или други објекти каде што можат на покривите да се постават. И дилемата енергија или храна продолжува. Но струјата не може да се јаде. Па че јадеме струја. Што да правиме? Во поречието порано имало и до 20.000, можеби и повеќе овци, а секако тука се бројуваат и козите. Многу пати сме биле овдека, потенцијалот е огромен. Еве гледаме делот
стадото кое што е оставено, но за жал стравуваат и самите одгледувачи дека и нив ке ги нема, имајќи во предвид дека цената откупна за килограм жива мера јагне се повеќе паѓа и велат реално веќе треба да се ослика состојбата. 300 денари треба да биде, за да можат и они да преживеат. 300 денари за килограм жива мера. Тоа е минималната цена, може би има и повеќе трошоци и најчесто нивниот труд него ни вградуваат. Овде во поречието има неколку фармери кои што обстојуваат не само овој проблем со цената, имаат проблеми со исплатата на субвенциите, кои што веќе неколку години доцни, има и за органско производство и за регистрирани земјоделци и оние кои што не успеале, знаеме, да го продадат јагнето минатата година, останаа сосема без субвенции. Ако сакаме државата да обезбеди квалитетно јагнешко месо, да обезбеди квалитетно овчо сирење, млеко, да не споменуваме и на заборавениот друг производ, волната, кој што никако да се сети да направи, бидејќи може волната многу да ни користи. Знаеме колку е да се купи джемпер нели од волна, како таму се вреднува на запад. Сето тоа се само дел од сегментите кои што се опатени во овчарството. Перспектива има, младите имаат желба да останат, но треба секако и мотивација, парична. Според податоците од АХВ, вкупниот број на извезени јагниња во 2025 година изнесувал 31.540 во земјите од ЦЕФТА, а на пазарите во Европската Унија 99.479 јагниња. Или вкупно на двата пазари извезени се над 1.600.000 килограми јагнешко месо. За овие неколку месеци бројките се 7.015 јагниња или над 76.000 килограми месо. Според овие информации, девизниот прилив е над 25 милиони евра, зависно од цената. Имало години кога имало овци и јагниња и оваа бројка била и двојно повисока. Откупниот шпиц за католичкиот Великден започна, но многумина не знаат кому и по која цена да ги продадат јагнињата. Како ветеринарен техничар, желбата, сакањето на животните ми беше уште од мали години, па негде 5 години како што чувам овци, ми беше желба од мал и ете таа желба ми се оствари. Почнав со 10 овци, сега имам околу 200. Имам околу 100 јагниња, продажбата оди многу тешко, нема цена. Имав некоја идеја вишок што ми беше јагне да го трошам во угостителскиот објект. Тоа е во ред, нешто тука продавам, но меѓутоа вишокот јагниња што се моментално за продавање, ете ги околу 100 јагниња, моментално никој нема ни дојдено да се јави, да праша, а не камоли да понуди цена. Моментално ситуацијата е таа. Ние сме овде во поречието Македонски Брод. Не сме многу одгледувачи на овци, можеби нема десетина, но меѓутоа во комуникација со колегите, со сите што комуницираме, апсолутно ние да се јавуваме, да молиме да дојде некој да ни го откупи јагнијата, а знаете какви се условите сега, ни бараат некој процент и за во кланица. Еве, например, јас ќе кажам, ланска година, што не дојде никој да ми понуди цена и да праша за јагне, јас останав без тие дополнителни субвенции што ги дава. 2 години не дошол човек, оловнени кај мене дојде еден, уште не видени јаганцата, уценети за 170 денари ми ги бараше, за никаква цена. А некогаш кога ќе ги продаваат, остануваат парите да ги чекаат со месеци, а и години. Теренот наш е расцепен. Имаме луѓе сточари долу во снегон што се, значи останале да живеат таму. И тие истиот проблем ги имаат како кај нас. Има сточари што ги дале јаганцата, не знаат кому се дајани јаганцата. И тоа Платени било? ама ни платени ни битисани. И ни субвенции? Ни субвенции, ни не знам, Документ нема документ немат. И тоа го имаме во околијава наша. Еве, јас ќе се надополнам. Ја, например, имам некоја алтернатива да живеам, имам ресторан. Но меѓутоа колегата само од сточарство живее. Јас сум Тоа е 25 години исклучиво од сточарство живее. сточар. 20 години исклучиво сточарство, значи друга дополнителна гранка нема. Тешко е да се работи. Проблем е немање овчари, неповолни временски услови и недостиг на пари за купување храна. За среќа паша има, но треба и концентрат и друга храна која најчесто ја купуваат.
Ненавремената исплата на субвенциите е голем проблем. Две годинава имам лански 60 јаганци. Лански правиме, не годинешни. 60 лански. Со ними што правиме? 2 години субвенции. Органско имаме 3 години неземено субвенции. Не е проблем висината на големината на субвенциите. Да бидат, како што рече колегава, редовни, на време Можеме да планираме. да планираме, да не бидеме уценети покланициве, тој ти ја диктира цената. Ти каже, ти дојде 160-170 денари, ти речи, сакаш давај, сакаш не давај. Кланичарите, ако ни понудат добра Друго. цена на нас, ние ќе ги даваме јагнињата. Ама Нека се борат и меѓу себе. Нека си пратат инспектори, имам инспектори. Не мора да дојдете кај нас инспектор од Кичево, нека прати до Струмица во Македонски Брод инспектор. Нека ми напред контрола. Ако ги немам тие бројке на стока, тога и нека ме казни. Апсолутно ни И одговара. забрана нека ми напред, не една година, 3, 10 нека е напред забрана. Ете има некој предлог, значи во броењето да учествуваат и наши колеги од здруженијата, Да. за да тоа биде подкрепено значи со повеќе луѓе за да добиеме реалната бројка. Еве го, значи дете со мене со факултете. Контрола и Биотехника, безбедност на биотехника. храна. И се разочарано да нема и каде. И што правиме? Ја, например, од 200 овци сакам да ги направам 400, сакам да ги направам 500. Ама, кој ќе е све испланирано, кој ќе е навреме субвенција, кој ќе има добра цена за јагнето, тогаш ние, значи, Знаме- 400 ќе ги направиме и 4000. Значи, имаме потенцијал. За да го проширам сато, треба да ги оставам сите женски јагнина и автоматски не го исполнувам бројот за во кланица. Автоматски тука паѓаме. Добро, овде се Значи- со 500 литри млеко, мислам дека. Ама кај ќе му Ама, дадеме млеко. тоа е уште поголем проблем. Која па млекара ќе дојдат кај нас да ни откупи млеко? Која во поречие во овај крај? Не, ма Која имаме млекара? краишта за поставени. Вистина државата требаше да се ополи за тие краишта. Не само нашиот, имаме и други краишта. На времето 80-тите, 90-тите години во овај поречкиов крај се напасувале преку 20.000 овци. Значи, Но и повеќе беше. и појќе. Повеќе. Има, че тој е постар. Ја релативно сум млад сточар, но меѓутоа сакам. Го сакам Еве и синот сточарството. ќе наследи. И синот Значи, треба да се апсолутно. мотивираат малку. Само те се мотивират, ама кој ќе мотивират, ја не разочаран сега во 2004 немам ни динар за мене, јаганцата остаени и се бориме да преживиме. Фала Богу на природава, ќе речам. Овчарите се скапи. Колку е сега цената? Цената тој знае 2000 е од дневница од овчар, баш кај јадење 2500 ќе фати. Фармерите се плашат да не им прераснат јагнињата, кои што се бараат и се плаќаат според класата, односно тежината. Најновата информација е дека откупната цена се движи од 250 до 270 денари за килограм жива мера. Се уште далеку од она што е реална, велат. Таа треба да се движи минимум 300 денари за килограм. Ние би биле задоволни негде доколку цената на јагнето ни се плаќа околу 300 денари, би се покрило све како што треба да биде. Тие не ги земаа, пасени ми биле, вакви ми биле, такви ми биле. Не дојде никој, постојќи јагнето одраста, не може да правиме. И ќе се намали сигурно сточарството. Останавнуше некои вака помлади да им дадат перспектива, значи волја, морал за Колку има се во поречие од прилика, знаеш? околу 2000. Горно крушите во една планина и тоа е сам. Извозната цена зависна од класа. За килограм јагнешко месо е од 8 до 12 евра или од 130 до 150 евра за јагне. Добар дел од кулачот треба да добијат производителите, како што добиваат нивните колеги во Грција, Романија, Бугарија. Не 5 евра, туку до 7 или 8 евра по килограм жива мера, доколку сакаме да ни живеат и натаму селата и руралните средини, а да не го изгубиме овој извозен атрибут. Да заштитуваат. Ние сме имали овци од памти века, ама значи заштитуваат стоката и од пожари, заштитуваат и од се трлат, се пасет, се контролират природата. Не можеме ние секоја година фактички испаѓаме да молиме за нашите пари. Ако државата има стратегија, ако и треба на државата, значи овчарството, ако и треба значи да државата да има многу количина на овци, да направи количина на овци, значи да кажат, да има некоја стратегија. Субвенциите за овците ги даваме во март месец и ние сите сточари ќе ги очекуваме и ќе планираме. Можеме значи да планираме да купиме храна, да купиме зоб, да ги планираме парите, а не ние испаѓа секоја година да молиме за нашите пари. Ако нема субвенции, нека кажат, нема субвенции и крај, завршуваме тука, ќе си тераме ние како што можеме.
Да не останат разочарани сточарите, меѓу кои и младите, што се зафатиле да ја продолжат оваа традиција. Да се вреднува нивниот труд, а селата да ни обстанат, да не бидат празни, е нивната порака. Многу теми, многу прашања во на што значи лозарството и винарството. Не очајуваат секако лозаропроизводителите, иако нивниот број очигледно се намалува. Не знам дали е репер ова бројка од 12.458 лозари кои што добија за Свети Трифун субвенции од над 480 милиони денари, но во секој случај треба многу повеќе да се работи. Ние бевме овде на терен да слушнеме какви се нивните размислувања, но исто така и предлози конечно лозарството да го најде своето вистинско место во економијата. Ова категорија на производители е најранлива до 20 декара. Тие имат најквалитетно производство на грозје. Дали е тоа семејно или традиционално, тоа грозје е најквалитетно. И тука треба да одат средствата од ДИПАР. Значи 70% требаше од средствата од ДИПАР да одат кај најмалите производители. 50% требаше од помошта од ДИПАР да одат кај средните производители, 30% од помошта од ДИПАР треба да одеше, мислам, требаше да биде кај големите. Меѓутоа кај нас беше обратно. Обично ИПАРДот го земаат големите стопанства што се веќе капитализирани. Лозовите насите до 4-та година не се народ. Тоа е услово 30% од гроздето да биде предадено во домашни визби. Треба да дајме 30% во визбите, значи тоа некако треба да ни се објасне добро. 50% од терените во лозарството се уништени. Значи тие 50% што се останати се исто во нефизичка, неактивна состојба. До пред 2-3 години субвенциите беа 48.000 денара од хектар. Меѓутоа претходната влада во заминување ги намали на 40, а сегашната влада ги зголеми минимално на 2.000. Сега се 42.000 од хектар. Меѓутоа нивните витувања беа дека кога од пред 3 години, кога ќе дојдат на власт, дека субвенциите ќе бидат 1000 евра по хектар или 60.000 денара и дека цената на гроздето нема да биде испод 30 денара. Од 24 имаме производство на грозје од 20.000 хектара, 70 милиона килограми. Тоа е негден 3 тона од хектар. 25-та имаме, минатата година, имаме околу 6 тона од хектар. Тоа е минимално и со тие количини на грозје ние не можеме да одиме напред. За разлика, сега гледам како Албанија се развива или комшиите. Албанија 2019 имала површини 11.000 хектари со производство 200 милиона килограми грозје. Значи ние одиме во надолна линија. Како да калкулираме цената на грозјето? Вие исто работите и во Италија, можеби во лозарството. Како е таму, како е овде? Вака, цената на грозјето во пример во Тирол, Алто Адидже, едно од најразвиените на грозје е од 4 до 7 евра. Приносот од хектар е од 9 до 10 тона. И така да од еден хектар е минимално заработувачката од 40 до 70.000 евра. 2 години Министерството за земјоделие и институтот ја објавува цената месец дена пред бербата. Ја направив пресметка, земав некои калкулации, примероци од Италија, од Република Италија, од Германија. Наша производна цена испадна 35 денара. Меѓутоа тоа не се офанети сите параметри. А пример во регионот кај нас цената на грозјето Србија или Албанија е испод евро нема за килограм грозје, за разлика кај нас грозјето со години е од 12 до 20 денара, тоест на четвртина или четвртина од цената на комшиите. Трошоците се негде од 2500 до 3000 евра, дали е тоа Германија, дали е Италија. Цената на воднување, например, 300 евра од хектар или 1800 денара од декар, тоа секаде не исто. Нафтата, они, например, во Европа добиваат луѓето по половична цена или од хектар добиват помош до 500 литри за хектар. 3000 евра, дали е во Македонија, дали би било во Албанија, дали Италија или Германија, цената е иста. Само тука најголем проблем е работната рака. Сега работната рака дојде веќе до 6 евра. И тука ние спрема работната рака треба да одредиме цента на грозјето. Например, денеска од еден хектар, да речеме, треба да набереме 13 тона. Тие за 13 тона денеска да набереме, нас не си потребни 20 луѓе. Ако ни работникот го плаќаме 6 евра од саат, тоа се, значи, за 20 луѓе треба ни се потребни цел ден да работат за да набереме 13 тона, тоа се негден 4 до 5 приколици грозје. Значи, ние работникот го плаќаме 60 евра.
Значи, ако го плачеме работникот 6 евра од работа, тогаш треба и нашата работа да ја рачунаме 6 евра. Она што сакаме, не се согласувам со Институтот за земјоделие, што ја формира цената, кажува некоја семејна работа. Тука не се согласуваме. Не постои семејна работа. Независно тоа дали човекот е семеен, па ќе работи гратис или фамилијата. Напротив, треба да има семејно оптеретување, да добијат земјоделците помош за да одат напред. Семејно не постои во светот работа кај што не се плаќа. Цента е некаде 15 до 17 денара и на тоа државата дава 25%. Меѓутоа, нашите пресметки испанаат дека цената на грозјето на двете најосновни сорти на грозје е 28 денара. Со тие 25% што треба да ја даде државата, цента треба да биде околу минимално 35 денара за да биде рентабилно. Меѓутоа, она што државата сега го прави, они кажуваат дека не треба да имаме заработка 2 до 3 килограми. Онака национална земјоделска мрежа сакаме да кажеме да дојде до финансиска писменост. Не може никако земјоделци да произведуваме за добивка 2 денара или 3. Покрај, они ни рачунат како финансиски трошок или меѓутоа ние имаме финансиски потреби. Со 2 денара ние не можеме да вртиме семејства. Имаме ученици, имаме студенти. Меѓутоа, винарите имат заработка, да речеме, 9 до 10 пати поголема цена од производната. Значи, тука немаме рамнотежа измеѓу земјоделците и винариите. Прашање на време дали ќе колабират 1, 2, 3 години, за кратко време ќе нема веќе грозје во Македонија. Програмите за земјоделци јас ги следам во Европа. Секој еден што има 1 декар лозија може да произведува 800 литра вино. 0,8 ќе дојде од 1 килограм грозје, 1 литар вино, да речеме, чирка, со добра техника и технологија. Дали едно од излезните решенија е да се формира дестилерија за вишокот на грозје, понеквалитетното грозје? Која е вашата идеја? Па вака, пред неколку 7-8 години колку беше, отприлика требаше да има градска социјална дестилерија. Меѓутоа, трошокот за градска дестилерија е помал за разлика од социјалната винарија. Помалце има трошок за одржавање. Кавадарци му е потребна социјална винарија, за да го регулира вишокот на грозје. Без што повеќе социјални винарии имаме така во државата, ќе се решава повеќе проблемот на производителите. Со неа се решава и последниот производител, последниот килограм грозје се решава. Таа дестилерија да имаме свој национален бренд да се произведе. Неодамна имавме гости од кинеската амбасада. Тие побараа соработка. Меѓутоа нема што да му понудиме. Додека не се реши проблемот со социјална дестилерија или градска дестилерија, проблемот во Кавадарци нема да биде решен. Уште една актуелна тема во емисијата Аграр, а тоа е пласманот на градинарските производи. Во моментов се продава пролетната зелка, најмногу од Струмичкиот регион, малку ја има и овде во Валандовскиот. Цената се движи 50, 60, 80 денари, зависно тоа каде се продава и од временскиот период, додека зимската зелка има цена од 6, 7 до 8 денари. А карфиолот, кој што еве го гледате до мене, е со цена од 80 денари. Добро размислите вие потрошувачите што плаќате за карфиолот кога е на пазарите или во супермаркетите, да видите разликата во цена, бидејќи овде на нива е 80 денари. Карфиолот го има многу помалку во однос на зелката на македонските ниви. Повеќето е од увоз. Ако сакаме храна, ако сакаме квалитетно производство, бидејќи овој карфиол стигнува на пазарот веќе наредниот ден, треба добро да се размисли на оваа мотивација, односно демотивација, како што вели Дејан Филов или из Фиги, овде во Јосифово. Има многу што да се направи во градинарството, има и пласман, има и извоз, што носи и девизен прилив на државата. Зелката останува најизвезуван зеленчук од Македонија со над 1/3 од вкупниот извоз, остварен преку продажбата на странските пазари. Од Македонија се извезуваат над 66.000 тони свежа зелка, во вкупна вредност од приближно 30 милиони евра. Според ова, нашата земја се наоѓа на 12-тото место како извозник на свежа зелка во светот. Во споредба со европските земји, Македонија е 6-ти најголем извозник во Европа, веднаш зад Холандија, Шпанија, Италија, Полска и Германија. Во 2025 година,
Украина го зголемува увозот на зелка за 93,2% во споредба од претходната година, достигнувајќи 48.400 тони. Стимулирани низ годините, градинарите се одлучуваат оваа култура да ја расадуваат како зимска и пролетна, но цените осцилираат од почетокот до крајот на бербата, почнувајќи е некогаш и со 60 денари за килограм, се до 6-7 денари. Без договор, стихино, зависно како поминале претходната година, таков е интересот кај земјоделците. Но дел од нив, имајќи ги во предвид искуствата од претходните години, се одлучуваат и за останатите култури. Јас сум Дејан Филов и за фиги, индивидуален земјоделец. Па речеш и 20-30 години сум земјоделец, 30 години цели. Во зависност од годината си решавам која култура ќе се сади повеќе, која помалку. Секоја година не ми е исти планот на садење. Лани, да кажеме, зелката беше најдоходовна. Имаше најголема цена од 28 до 40 денари. 6 денара на нас ни е толку трошок. Веројатно има повисока цена моментално. А и она варира. Оваа година што зелена зелка ја тргнав, не ја садив. Другото се е исто. Околу 15 хектари, 150 декари, претежно градинарски работи. Од зелкови култури, горе-доле се. Од прокел, кел, целер, карфиол, брокула, зелка зелена, црвена, се. Зависност од пазарот, ако го има многу, цените се ниски и неисплатливи. Ако го нема и од увоз да донесат и наше производство, ако е слабо, тогаш цените се високи. Значи нема некоја средна цена, или се многу високи, или се многу ниски, или се средни. Ова година зелката, да кажеме, е многу ниска. И карфиолот беше октомври-ноември 25-30 денари, што не е исплатливо, сега е од 60 до 90 денари, што е исплатлива цена. Од 50 денари надоле не е исплатливо карфиол да се сади. Црвената зелка е моментално 17-18 денари. Зелената е од 6 до 8, кел пупчеро 100 денари. Како функционираат системите за наводнување после инвестициите во пумпите водово и вложувањето на деталната подземна инсталирана мрежа? Јужноврдарскиот систем е одличен, а се формираат и неколку задруги. Систем за наводнување сега пред 2-3 години направија нов, мада ние имаме овде бушотини, има вода. Кај нас е проблем што нема одвод. Кога ќе заврне многу доши, има проблем од одводнување, немаме проблем за наводнување. Водата е, мислам, 10-14 денари кубик. Јас сум и член на земјоделската задруга која стопанисува со водата на Вардарска долина. Површината ја користат максимално, дури меѓу редовите засадуваат и црвена зелка. Вложуваат во сета потребна механизација, но и во позбербените активности, во пакувањето, амбалажата и ладилникот. Ладилник го направихме 2019-та, карфиол во време е малку проблематичен за работа. Во еден ден, втор најкасно мора да се собере и ако немаш ладилник не можеш да го складираш у поголеми количини. За помали количини, да. Па нешто наши средства, нешто и од националната, да. Трактор и механизација. Карфиолот што е засаден на многу мали количини и што зависимо од увоз, треба да дадат поттик на тие култури што се садат помалку, да бидат поголеми субвенциите, од се помали површините, тоа државата ништо нема да го кошта. И јас, кога би се прашал за субвенции, не би дал кеш пари на земјоделците. Тука нема унапредување на земјоделие. И државата ги дава парите, било која да е влада, кога они имаат. Не на нас кога ни требаат. Ако го би дале репроматеријали, сега нафта нешто дават, кога ќе скинат субвенциите во парични средства, јас би ги пренамерил во ѓубре. Сите земјоделците ние мора да изориме нивата. Мора да купиме семе. Се мора да направиме, да го испрски. Кога ќе дое ред за ѓубре, ние немаме средства, ако треба да се фрли 6 врејки, 4 врејки, ние ги намалуваме на 2, на 3. Само таму може да скратиме и за жал нашето производство е секоја година се помало и помало. Да покажеме белешката со тие пари од субвенциите е купено само ѓубре. Може и тоа не е проблем, а за кеш пари
зависност од периодот, некој ќе искористи за летување, некој за зимување. За жал, у нашата држава има многу коцкари, па ќе ги искоцкат и за жал нема унапредување на земјоделие. Сега рекоа аутики има да шетат нели по населени места за да си кажат ево ова е пред тоа, пред да дојдат. Моје мислење. Средствата ако ги уложиш во земјоделието ќе биде напред, ако ги уложиш во нешто друго ќе се тапкаш во место, тоа е тоа. И зависност од цените, ако има цени се оде напред, ако биде како оваа година и пред некои години што било ефтино, тогаш нема напред. Јас порано имав договорно производство на безсемена лубеница, и тоа на големи површини. Тогаш имаше нели некоја заработка, знаеш колку те кошта, колку ќе го продадеш. Сега моментално на овие работи немам договорени цени и затоа ме натера маката да направам ладилник дома, да не бидам зависен, да мора од денес за денес да го дадам производство, да може да постои неколку недели, за да може да постигне цена. А иначе, така како што да немаш ладилник, како што е ден за ден, тешко е да постигнеш цена. Трговците можат да ти ја соберат цената и да не ти ја дадат таа правилната цена што треба ти ја дадат. Редно е и производителите да ја добијат реалната цена, а не да се чека од државата субвенции за да се покријат останатите трошоци, поради ниската откупна цена, што често се случува. Потребно е да се провери и маржата, односно разликата на цената, од откупната до продажната, апелираат производителите. Над 100% од нива до маркет. Тука нешто ако може да преземат кој колку да има маржи, а тоа што го правиа со 3%, 5%, па не може тони да го издржат. Мора да има некоја средина и да функционираме и да јаде и граѓанинот поевтино и земјоделецот да има малку поскапо. Оти за жал, зелка сега ако е 6 денари овде или 8, во маркет е 30-40 денари, што е и од 100 и од 200% повеќе. Тие се под постојан удар, не само од трговските манипулации, туку и од временските услови. И како што велат, се е лотарија во земјоделството. Добиваат, но најчесто имаат и големи загуби, кои тешко се надополнуваат. Градинарството е скапо, интензивно производство, но се радуваат дека на македонските пазари може да понудат свеж, здрав производ. Мојата генерација, мислиме, најмлада, уште 2-3 години под мене, друзи нема помлади што би се занимавале со земјоделие. Сите ја гледат иднината надвор и се помалку ќе бидат, старите ќе не можат. Ние исто колку можеме толку, ама малку сме на број и ќе зависиме од увоз на храна. Дека да стигне од увоз таа храна, трпи транспорт, ова е денес се бере, утре на пазар и пресно е. Имаме и добри сончеви денови. Производството ни е квалитетно, само што зависиме многу од увоз и што не се стабилни цените секоја година. На крајот на емисијата еден убав прилог кој што го покажува потенцијалот во производството на храна и тоа она која што е најздрава, најпотребна во човековата исхрана, а тоа е во делот на рибарството. Во Македонија се произведуваат 1.900.000 килограми риба, што е некаде 1 килограм за секој жител. Секако тука е потенцијалот, каде што може, знаеме дека рибата треба многу повеќе да биде присутна, не 1 килограм, туку многу повеќе да се консумира. И тука е потенцијалот, како што реков, за развојот и на рибарството и севкупно аквакултурата. Овој прилог го снимивме во Пехчево, во рибникот Идила, кој што постои од 1998 година, кој што е започната од таткото на Владко, Стојан Поповски. Најпрвин би сакал да упатам поздрав до гледачите на вашата емисија, со особена почит до вас и како медиум, и како редакција, и како емисија, бидејќи обстојувате толку многу години, навистина влијаете позитивно врз јавното мислење, врз мислењето, инвестициите, плановите на земјоделците. И ви благодариме што денеска го посетивте нашиот крај, нашиот објект.
се наоѓате во Пехчево, во изворишното течение на реката Брегалница, апсолутно чиста и недопрена природа. Во рибникот Идила, кој што минатата година и оваа година беше подлежен на инвестиции, на модернизација и целосна дигитализација, автоматизација на процесот, со планови за во иднина да можеме да ги прошириме дејностите кон преработка, пакување и сите останати операции кои што се потребни за производството и продажба на риба. Капацитетот на рибникот е голем, никогаш не сме го исполниле, 70 тони и слободно може да кажам дека можеме да дадеме по еден оброк годишно на 500.000 луѓе. Со водата за сега немаме проблеми, имаме одлична соработка со собствениците и со луѓето кои што се одговорни овдека за хидроцентралите, ова зборам сега за сега, меѓутоа државата мора да поведе сметка околу приоритетите во издавањето на водостопанските дозволи. Дали нас како држава ни е приоритет производството на храна или производството на енергија? Секако дека сме зависни од енергија, меѓутоа, еве во овој контекст сакам да спомнам, ние како објект во никој случај не можеме да се потпреме на енергетската стабилност. Во секој момент може Евана да ти ја прекине енергијата, без најава, во секој момент може да се случи хаварија од илјадници евра. Значи, одговорност нема никаква, дури да го пронајдеме кој е одговорен и така натаму, ќе се случат големи хаварии. Конкретно нашиот сектор е погоден директно од увозот на свежа риба. Преку оваа изјава сакам да упатам апел до родителите, особено до родителите кои што почнуваат да ја применуваат рибата во исхраната на малите дечиња, рибата како алерген, особено да обратат внимание на декларациите на рибата. Значи, енормно голем увоз имаме на риба од Босна, од Косово, од Албанија и така натаму. Што нормално, според договорите за трговска размена, тоа не е забрането, меѓутоа, нека обратат внимание родителите каква риба, какви производи и од каде ги купуваат производите за своите деца. Цената на увезената риба е за 1 евро помалку. Меѓутоа, во околните држави постои мерка по 1 евро на килограм извезена риба. Овдека се трудиме да произведеме помалку риба со поголем квалитет. Рибарството не го погодува никаква инфлација, ништо. Значи, цената е од пред 10 години таа. Работиме со цена која што е еднаква на покривање на трошоците. За жал, морам да констатирам дека за да почнеш да се занимаваш со рибарство во денешно време и да се регистрираш во сите тие регистри кои што еден куп регистри со истите податоци. Тоа е толку гломазна работа, толку е на некое ниво што буквално одзема многу енергија, време и пари. Полесно ќе извадите документ за производство на канабис, отколку да се занимавате со рибарство. Тоа е мојата констатација и јавно ја кажувам, бидејќи навистина сметам дека ние не треба да се претвориме во административци, ние сме производители. Ако тргнеме да се регистрираме нон-стоп со истите податоци, нема да ја произведеме рибата. Ова е еден апел до институциите. Да ги повикам да дојдат, да ги слушнат проблемите, да разговараме за нашето домашно производство и за увозот на риба. Не е многу тешко да ги пресликаме искуствата од Бугарија, од Романија, од соседните држави, не подалеку, еве Грција, например, каде што тамошните институции одеа и ги бараа потенцијалите во државата. Ги бараа таквите луѓе, такви локации, земјоделци кои што имаат потенцијал во механизација, например за преработка на овошје и зеленчук и така натаму, и тие како држава ги понудуваа работите каде може државата да им помогне. Овдека ние сме изложени на поднесено барање, на некомплетно барање, на пропуштен рок и така натаму. Во 2010 година имаше некое користење од програмата за рурален развој од страна на мојот покоен сега родител во системи за рециркулација и минатата година во износ од некои 1000 евра резервоар за свежа риба. Од видовите риба, како подмладок, најмногу се огледуваат виножитната риба, но и крапот. Оваа инвестиција во инкубаторската станица наликува на мини лабораторија за создавање живот. Во моментот се наоѓате, јас како што милувам да кажам,
во нашата семејна клиника за рибарство, каде што приоритетот е даден на хигиената и на точната евиденција на производство на риба. Овдека можеме да ја видиме целата наша посветеност, се што направивме во овие години, нека послужи како пример за луѓето кои што сакаат да почнат со овој бизнис, на каков начин, со каква опрема, како треба да изгледа едно нормално производство на калифорнијска пастрамка, речна пастрамка и краб, во моментот само на пастрамка. Дел од опремата е македонско производство, канадска и австријска опрема, каде што станува збор за производство на поголема количина на риба на мал простор со мала количина на вода. Инкубацијата ја вршиме целосно во контролирани услови, со контролирани мајки. Во моментот имаме се уште дел за инкубација. Меѓутоа, најголем дел од успехот во инкубацијата е во начинот на третман на личинките и на икрите и начинот на дезинфекција. Сакам да потенцирам дека исклучимо вршиме дезинфекција со здрави средства, односно конкретно кај нас со водороден пероксид или со популарниот хидроген, кој што е тотално безбеден и нештетен за животната средина, нормално и за животинките. Сами вршиме молзење на матиците, сами вршиме третман. Конкретно јас сум 24 часа посветен овдека, нормално и семејството, и на тоа се темели успехот. Прво вршиме инкубација на икрата, понатаму одиме фазата на личинка со не одстранета вителусна кеса. Како се движи развојот на личинките, така ги селектираме во коритата, кои што, ако можете да приметите, секое корито е нумерирано и за секое се води точна евиденција. Колку броја, каков прираст и со каква храна, која гранулација мора да се храни. Од 1 до 3 месеци, од 3 до 6 месеци и понатаму риба за подмладок и за консумација. Од личинка, веќе денеска во рибникот имаме 190 грамска риба. Сегде е предвидено од околу 80 грама до 100 грама. Ние веќе имаме двојно поголем прираст, баш заради условите. За да се добие квалитет, потребно е многу знаење, хигиена, време и некои ситни детали. Во рибопроизводството сме зависни од узнос на храна од странство. Затоа правиме некој начин да бидеме што пооптимални и да добиеме по-добра конверзија. Конкретно, јас употребувам и жолчка од јајци и меко сирење, ставено во садови, каде што рибчињата помалце си консумираат и од тоа имаат подобар имунитет, без додатоци и никакви хемикали. На секои 4 дена правиме купажа со сол. Солта исто така е еден универзален антипаразитик, антисептик, кој што помага за полесно да се справат со паразити и така натаму. Како што гледате, хигиената во коритата и можам да се пофалам со незначителен процент на смртност, иако таа е предвидена во целото производство. Амбиенталните услови ги одржуваме, морам да потенцирам, на вештачки начин, преку технологија која што е во моментот можете да ја видите, тоа е Solid State технологија се нарекува. Целосно дигитализиран и автоматизиран процес, ја одржуваме 10 степени температурата на вода на вештачки начин, додека трае процесот на производство. Дигитализиран процес на квалитетот на вода, составот на водата преку турбидиметрија и третман, омекнување на водата и така натаму и така натаму. Риба ги повикувам моите колеги, пријатели кои што сакаат да порибат риба, нека повелат да си снабдат и набават риба за своите рибници од квалитетен подмладок, произведен и одгледан во вакви услови. Убавината на природата е еден дар за секого, а работата, обврските и извршувањето на задачите околу рибникот ова семејство го сплотиле. И најважното, децата ги учат вистинските вредности на животот. Сакам да упатам една порака до младите, до луѓето кои што сакаат да останат и да инвестираат во Македонија. Нека повелат да дојдат, да ги видат начините на производство, да видат како може од една, да речеме, семејна инвестиција, од еден семејен бизнис да прерасне во еден комотен живот, безгрижен живот, далеку од технологијата која што
дечињата ја применуваат. Ова е местото каде што го имаме оставено единствено за занимација и за учење на основните работни и животни навики, производство на градинарски производи, кои што го обработуваат единствено овие двајца јунаци. Садат, копаат, чистат, прават и уште една порака до младите родители да си ги пронедат своите постари огништа, да ги пронедат старите корени, да си ги најдат парчињата земја, колкави и да се, влијаат во развојот на децата. Работните навики, дисциплината, уживањето, одговорноста и престојот во чиста природа немаат цена. Многумина го знаат тоа, но треба да се охрабрат и останатите, кои што имаат можност за ваков семеен бизнис. А тој може да се прошири, да дополни и со туризмот. Еве како се доаѓа до она основното љубовта кон природата, уште како деца се учат што значи производството на храна, да се биде постојано во допир со природата, да имаат здрави навики. Децата секако треба да бидат присутни што повеќе во природа, да живеат здраво, да се хранат здраво, а тој потенцијал, како што видовте и во последниот прилог, навистина постои. Ова може да го имаме насекаде низ Македонија, не само во аквакултурата, во рибарството, туку и во другите области. Верувам бевме доволно интересни за оние содржини кои што ги имавме за денешнава емисија. Ве поздравувам, останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.